Урбанизам, тендерски постапки, општински служби, спорт. Овие сектори се на врвот на корупцијата во Македонија. Дециден е вице-премиерот за борба против корупцијата Николовски. Смета дека деценискиот проблем треба етапно да се решава и следи. Очекува резултати откако ќе се вклучат сите институции кои можат да помогнат во решавањето на круцијалните сегменти и сршта на корупцијата. Каде ја мислам дека се најкруцијални работите, се во урбанизмот, се во издавањето на дозволи, на концесии, во спортот, во службите, во општините, секаде каде што навиките се вкоренати не во овие 2 или 3 години, туку со децении наназад. Николовски најавува спроведување на акцијски план кој ќе допринесе во инклузивен и транспарентен процес на консултации со учество на представници од јавниот и приватниот сектор, медиумите, граѓанските здруженија и фондации, експерти и представници од релевантни меѓународни организации. Мојот кабинет активно работеше особено во првите 100 дена на нивно детектирање, на сублимирање и ние тоа на влада ќе го понудиме, ќе го обзнаниме и бараме секој чесен, одговорен човек кој што мисли добро на оваа држава, понатаму не да ги блокира, туку да даде поддршка, помош и подкрепа на сите овие работи. Втора година поред, Македонија во однос на борба против корупцијата не оди во нагорна линија, а истовремено назадува во рангирањето според индексот на Transparency International. Во најновата анализа за 2020 година земјава падна на 111-тото место во однос на претходната година, со исто бодално салто од 35 поени.